благодарам за присуството на сите медиуми. Имам се тесна задача во име на иницијативниот одбор за уредување на односите во олимпискиот спорт, спортистите и спортските работници, да информирам спортската и пошироката јавност за нашите ставови и потреби да направиме квалитетни промени во водењето на олимпискиот спорт во нашата држава. Имено, цениме дека е неопходно да ви информираме за нашите барања, насочени кон уредување на односите во Олимпискиот комитет, кој во изминативе 30 на години делува непочитувајќи Олимписката спортска повелба, националното законодавство и потребите на спортистите и националните спортски федерации. Во последните месеци, националните спортски федерации од олимписките спортови се обединија да се започне од темел, а тоа е одржување на легитимно собрание на Македонскиот олимписки комитет, зашто е потребно и уредување на членот 10 од статутот на истиот олимписки комитет. Нашите ставови и активности се поддржани од национални спортски федерации од неолимписки спортови, актуелни спортисти и поранешни олимпици и шампиони, почитувани од народот и меѓународниот спорт. Со уредување на членот 10 бараме почитување на Олимписката спортска повелба, како што е тоа во сите национални олимписки комитети и во целото олимписко движење во светот. А тоа е во собранието на Олимпискиот комитет, мнозинството на гласови да е од националните спортски федерации од олимписките спортови. Иницијативниот одбор за уредување на односите во олимпискиот спорт на 27 септември оваа година поведе иницијатива за одржување на легитимно воредно собрание на Македонскиот олимписки комитет согласно одредбите од Олимписката повелба, Законот за здруженија и фондации и Законот за спорт. Затоа го замоливме председателот на Македонскиот олимписки комитет да закаже легитимно воредно собрание во Македонскиот олимписки комитет во рок од 30 дена, за што усно и писмено го известивме за нашите барања. Известуваме дека иницијативниот одбор, доколку нормално тоа не го направи председателот на Олимпискиот комитет, е подготвен да ги искористи сите можности во текот на месец октомври да се закаже и одржи легитимно собрание на Олимпискиот комитет. Иницијативниот одбор подготви и предлага идеја за утврдување на составот на легитимното собрание на Македонскиот олимписки комитет со цел во утврдена постапка и демократски процедури спортистите и спортските работници од олимписките спортови да го уредат својот развој и измената на спортот во оваа држава. Ви благодарам. Велите прашање некој да го има? Дадено е писмо до ИО за состојбата во Македонскиот олимписки комитет. Тие се запознаени за целата ситуација и се надам дека и ќе одговорат во насоката она што ние ја бараме. И мислам дека се од страна сега ако разговараме, мислам дека е судно и сувишно. Единствено што бараме да се одржи вонредно собрание и да се уреди статутот на Македонскиот олимписки комитет, онака како што заслужува еден олимписки комитет. И да, нормално, согласно повелбата на ИО, олимписката повелба да се испочитува. Мислам дека е легитимно право на олимписките спортови, оние што се на олимписката програма да го побараат тоа и да нормално го имаат мнозинството на гласови во олимпискиот комитет. А зашто не отидете вие како трета делегација, нели во Лозана, ги чека и Агенција за млади и спорт и МОК да ги средат баш овие некои работи околу статусот? Ова прашање малце пошироко поставено, да ми се уцило точно на оваа работа, за која ви известихме и повикавме. Поканата во Лозана е лоцирана, усмерена точно на некој поширок состав на промените на статутот на Олимписки комитет на Македонија. И ние тука не би навлагали во тој сегмент, бидејќи сме исклучиво заинтересирани за делот каде што спортот и представниците на олимписки спортови би оставуваат своите права во рамките на Македонскиот олимписки комитет. Затоа и не бараме чекори од 7 мили, нели што би се рекло, да стигнеме направо до Лозана, да не се средат прво нека наши работи. Во контекст на тоа, ако ние отидеме во Лозана,
по однос на нашето прашање и на нашето иницијативата која ние поставуваме, што треба да кажеме? Дека спротивна на Олимписката програма, која децидно вели мнозинството на гласови во Националниот олимписки комитет мора, значи облигаторно мора да биде во рацете или во името на представници на олимписките спортови, треба да им кажеме што? Од 26 олимписки спортови, што значи 26 делегати и 26 гласови на собранието, Македонскиот олимписки комитет има 123 делегати. Како тоа им го објасниме? Значи, тоа е причината зашто бараме прво тука да ги решиме проблемите, да ги поставиме правилата на игра во соодно со Олимписката спортска поводба, а понатаму, доколку се најде потреба, бидејќи сметаме ова го да следиме како што треба, ќе ги следиме другите работи како се публикуваат и Македонскиот олимписки комитет, а и Лозана или Меѓународниот комитет и со нивните барања да се согласни и другите работи. Значи, ако почнеме од ова, што за нас е суштинско, многу полесно ќе се решат другите работи. Со должна почит уште едно прашање. 123 делегати спомнавте. Да. И ако не се лажам се последниве колку години, зошто баш сега решивте за, нели, баш овој Чекорова повелба и така натаму и така натаму. Сте можели и пред 2 години и пред 4, затоа што биле исто делегати, нели? Значи, не знам дали си запознат, ама пред некаде 3 Беше конкурент, знам се. Не за конкурентство, Знам што се ама уште предходно, значи не е од сега работа, не е од 10 дена, веќе мислам дека подолг временски период е незадоволството се искажува. Не знам, некој може би присуствувал на го имам снимено цело. Од А до Ш. Значи, знаеш точно што и како се случувало, да речеме од верификациона комисија каже дека има 70 делегати, искача дека 126 луѓе гласале. Кои се ти? Ако имаме фантомски гласови, па не ги знаеме. Значи, не е од сега работа. Значи, Не мислев сега е толку затоа што мислам дека и време беше. Јас очекував дека многу порано ќе се сплотат олимписките спортови и спортските федерации да го направат и да го кажат своето и да го дадат нормално, бидејќи ние сме една заедница. Значи ние го сочинуваме тој олимписки комитет, не некој од страна. И мислам дека сега може би се створиле и услови каде што сме се сплотиле многу повеќе него пред 3 или 4 години. Дали го прашавте МОК зашто се 123 делегати, а се 27? После писмото е дадено до Иницијативата која доставивме до Македонски олимписки комитет точно е тоа наведено. Меѓу барањето да ни објаснат зошто се 123-136 зависи од собрање до собрање, а не ова, они во секоја прилика се привикуваат согласност на нивниот статут со Олимписката програма. И било која анализа на членот 10, кој ние сакаме да го дооформиме, да го обликуваме согласно со Олимписката програма, онака како што е тој напишан, им дава можност да делегираат или да изберат 500 или 1500 членови делегати во собрање со право на одлучување, со право на глас. Значи, тоа беше причината. Начинот на кој е пласиран членот 10 во нивниот статут, точно им овозможува да непречено делегираат неправен број на гласови со право на глас, кои во секоја варијанта ќе ги надгласат гласовите на олимписките, на представниците на олимписките спортови. По таа причина, кога и да побараме појаснување, се публикуваме тоа во согласно со статутот и тука, нели, не можеме да мрдаме подалеку од тоа. И уште едно прашање. Дали Агенција за млади и спорт знае за оваа иницијатива и така натаму, дали се обративте и ако сте се обратиле, кој е одговорот и дали сметате, ова е сега моје новинарско мислење, дали сметате дека е можда подобро да отидат во Лозана, МОК и Амаса, па да видат таму што ќе се случи, па тогаш да настапите вие. Да не одите против, нели, ИО, што би се рекол. Нема потреба од една таква работа, затоа што не знам ако ги добивте, а сигурно сте ги добили мейловите од МОК, каде што ја вртат цело време работата да ги избегнат и да наведат некаков притисок од кого да избегнат? Нас,
спортските федерации, спортистите, олимпиците. Значи, цело време иде во тој смер. Не, ние сме фокусирани на едно. Да, олимписките спортови го имаат. Не знам зашто биделе во Лозана. Ако имате чиста повелба која ви пише дека олимписките спортови треба да го сочинуваат Олимпискиот комитет. Добро, тука е пообширно и законот за, значи тука е пообширно и за ќе се дискутира и за законот за спорт и за, значи не е само Веќе тоа е надвор од наш домен. Значи тоа може, они можат да да си го, они можат да си направат еден таков состанок каде што ќе си разговараат дали за законот, дали за нели за сите работи во спортот во регулата. Меѓутоа ние сега сме собрани и насочени сме кон овој дел, а тоа е членот 10 и мнозинството на гласови, односно кој гласа. Олимписките спортови. Тие да сочинуваат. Значи сега пред 2-3 дена искочи на Википедија дека Македонскиот олимписки комитет го сочинува 26 олимписки спортови, тие го имаат мнозинството на гласови. Ама во статутот пише нешто друго. Сега, дали пробуваат не сакам да навлегувам и затоа е нешто како судно е да се поставуваме некој прашање законот за спорт. Не, насочени сме на тоа што е. А едното со другото се поврзани, окей. Се, ама нели секоја федерација да речеме го поштува пример федерација, го поштува законот за спорт и законот за здружени и фондации, нормално на светската федерација. Така, прилагодуваме. А Македонскиот олимписки комитет треба да повелбата, здружение, фондации и законот за спорт. Така. Ако добро ве разбрав на излагањето ваше, кажавте дека доколку 30 дена нема реакција, ќе направите нели собрание и така натаму, ако добро ве разбрав. Да, добро. Што значи тоа? Може да ни кажете состав кандидати, дали сме, веројатно јок сте го известиле за ова. Значи ќе имаме две плијачки федерации, па два македонски олимписки. Така искача, не? Не сте ме разбрале добро. Добро. Значи на 27 септември е доставена нашата иницијатива со подписи од мнозинство на представници на олимписките спортови. Добро. Дека бараме промена Член 10. на член 10 и обезбедување на мнозинство во носење на одлуки и решенија во рамките на Македонскиот олимписки комитет и дека таа промена, како предлог ја дадовме, дека бараме во рок од 30 дена. Согласно законот, да се свика војно собрание на кое ќе се согласи стариот статут, постоечкиот статут на МОК со овие барања, со што би се исполнил еден услов да ја примениме обligателната уредба од Олимписката борба. Доколку 27 септември, значи 27 октомври, МОК не преземе иницијатива, а верувам дека ќе преземе, тогаш иницијативниот одбор со полно право и законско властување ќе може да свика вонредно собрание. На тоа вонредно собрание ќе бидат свикани представници на олимписките спортови, представници на неолимписките спортови, кои се мериторни, кои се членови и кои може да бидат членови со или без право на глас, тоа е зависно од тоа што ќе се усогласат промените и ќе се донесат одluки. Од тука натаму веќе нема да знаеме дали државна институција која е надлежна за согласување на документи, да не кажам централен регистр, ќе го верифицира веднаш и ќе требало заедно да интервенира подоста тоа прашање, тоа ќе после одржување на тоа собрание, но лично јас и сите ние одбор функција се надеваме и оттаму нема да дојде. Бидејќи повторувам, бараме едно чисто, јасно и утврдено правило во цел свет подкрепено со олимписката борба. Не бараме ништо повеќе од тоа. Тоа ви го редоставам на нештото после 27 октомври. Дали во статутот има таков член дека може некој иницијативен одбор да организира вонредно собрание или било што? Значи во статутот, да, законот го уредува, законот за здружение на законот за здружение и фондација. Така да тоа е поддржано и законски. И уредува време на реакција после такво барање или барање иницијатива за свикување на вонредно собрание. Ние ќе се најдеме тука во еден проблем или една ситуација која не небулозна, бидејќи реков 120-130 делегати, ние не знаеме точно колку се. Може да се повеќе. Кои се од нив легитимни, кои не се не можеме да дефинираме во моментов.
Ќе го свикаме од тие што ќе дојдат, ќе бараме мнозинство присуство, мнозинство на присутни представници на олимписките спортови. И за нас тоа ќе идеме и динуско. Така врз основа на одредбата од Олимписката програма. Ако нема други прашања, Ви благодариме што дојдовте. Се надеваме да ги се гледаме за убаво сам. Ви благодарам. Ја, а може нешто да ганете може? неформално